Ова издание на Ние во живо го посетуваме на Мартин Јованов. Утрово споменав за оние кои што можеби не следевте на Телма телевизија. Стана збор за претседател и главен тренер во Титан Про, инаку вице шампион. Мислам дека и за него е малку можеби еден час да се говори. Доволно е само да влезете во неговиот ринг, поточно во Титан Про, и од тука да ја некако можеби почувствувате приказната за Мартин и се она можеби способност која што има и мотивација во себе. Така што верувам дека ќе уживате во добро друштво следните 15 на 20 минути. Знаеш како споменав пријателе утринава дека на прагот на спортската магија каде дисциплина се сретнува со страст и фокусот и истрајноста, мислам дека тоа е некако карактеристика што нам ќе ни дозволи, тебе те опишувам, нам ќе ни дозволи да влеземе во светот можеби на еден од најистакнатите можеби македонски кикбоксери, кој што зад себе има една одлична биографија која што импонира, репрезентативец, вице шампион, лиценциран тренер за оние кои што не знаат по Муай Тај и во случајот оној кој што е водеч на Титан Про. Така што драго ми е што ова ние можеби наше второ вака заедничко телевизиско излагање после неколку календарски години. Добро ми дојде. Добро е, најдов. Ти благодарам за прекрасната најава. Секогаш сум тука комфорен, многу ми е убаво и ти благодарам секогаш за можноста да се промовирам јас, клубот, спортот, младите и се преце здрави навики, да. И знаеш како ми се случува во еден период кога ми доаѓа некако на мисла, јави му се на Мартин и вистина повикот беше сосема спонтано кога ти ми посведочиш дека сме во пресрет на државно првенство кој што ќе се случи на прагот на почетокот на месец март. И ете, коинциденцијата, некои работи се случуваат вистински со причина, па така што знам дека во моментот се подготвувате и за тоа. Утрово доаѓаш од тренинг, од персоналните тренинзи кои што ги даваш, нели, освен тоа што на некој начин и влиеш кај младата популација, така што не ти е едноставен, ама убав ти е животот. Не е убав, прекрасен и животот и денот прекрасно ни почнува секој ден со спорт, со убави луѓе. Понатаму продолжува денот со дополнителни обврски, вечерта имаме повторно тренинзи со најмладите, од 17, 18 и 19 часот се најмладите, оние од 7 години до 13, и со нив го јаготката на шлагот, го финализирам денот. Убаво почнува, убаво завршува. Ама кога имаме, нели, убава спортска обврска во денот, прекрасен е. Нема ништо поубаво. Би почнал со тоа што знам дека во фокус сте и младите таленти и државното првенство, па така што ти ми наговести ми даде неколку карактеристики за тоа колку умина ќе бидете всушност, да го објасниме конкретно, нели, државното првенство кое што се случува викендов на 1 март ми рече ти, така спортски центар Јане Сандански, чисто да им споделиме, претпоставам дека секој ќе може да си биде и присутен како публика. Дефинитивно. Официјално Кикбокс Федерацијата на Македонија организира во годината национално првенство во кикбокс. Учество зазимаат сите клубови кои се членки на таа федерација, меѓу кои сме и ние. И со задоволство можам да истакнам дека од година во година сме се побројни и како клубови, како натпреварувачи, како членови, расти интересот. Ние конкретно настапуваме со 19 членови, 19 борци практично, од кои 11 се не постари од 12-13 години. Значи она баш цутот на детството, Има некои кои што првпат сега ќе бидат на ринг? Да. Половина од тие се прв пат во борба, половина имаат веќе искуство изминатите 2-3 години. Почнати сме со припреми, мислам привршуваме денеска последниот тренинг, утре така мала пауза за нив, нели, психолошки да се подготват, физичкиот дел е спремен и во недела со Бога напред настапува. Дај Боже, во еден ден Мартин се случува? Во еден ден, во еден ден. Бидејќи голема сала има повеќе борилишта, капацитетот на суди, на организираност е на највисоко ниво колку што може да се направи и во еден ден се завршуваат сите категории, сите возрасти и така да има време за се. Баш од 9 часот сабајле почнува, негде до 18 часот завршуваме. Инаку кога стана збор за вакви државни првенства, секој пат критериумите се запазени, претпоставам и претпоставам дека па и од минатото се ревидираат можеби некои забелешки кога се упетувале работите. Дефинитивно, значи ние и како клубови и федерацијата како
нели главен сегмент во спортов, настојува секоја година да сме се подобри и подобри. И во организација, и во припреми, и во настап. Бидејќи, да речеме, учиме на грешките од минатото и тие се помалку и помалку. Да, го дефинираме делот да не грешиме и со припремите, и со борците, со безпрекорна организација. Значи, професионалци во секоја смисла на збор. Јасно. Ако те прашам, кои се главните пилари, постулати на кои што се одржува Титан Про? Бидејќи претпоставам дека од толку клубови секој има, наречеме, некоја своја филозофија, а знам дека, нели, кај тебе кога сме говореле и тоа што го чувствам дека секој пат кикбоксот на некој начин можам да кажам дека се споредува со една медитација. Така некако, нели, некоја метафора на работите и верувам дека си има некоја посебна филозофија Титан Про. Не може да сретнете човек кој тренира боречки вештини, а да е нервозен, избувлив. Тоа и ми беше апропо медитацијата. Значи, он си ја троши целата енергија во сала, каде што треба и каде што е местото да се потроши таа енергија, и надвор од тоа си е low profile, така да нема никаков проблем со останатиот дел, а како она што ме праша како клуб, може би на некој начин се издвојуваме по културно дисциплинирано работење и малце повеќе даваме аспект на едукација на децата мимо спортот, да се едуцираат и во културно-образовен дел. Од типот на, не знам, ги носиме на екскурзии, единствен клуб сме што го правиме тоа надвор од тренинзите. Статутарно имаме регулирано 4 пати во годината да имаат екскурзија која ја организира и покрива клубот. Тоа е за оние возрасти до 14 години, а за повозрастните од оваа година, од минатата година, дојдовме до идеја да ги носиме во театар. И сите оние возрастни членови, место екскурзија, клубот организира една посета во театар, на театарска представа, и многу убаво си поминавме. Бевме на Вардарски пастови минатата година. Добра одлука. Сите онака беа презадоволни, пресретни, и благодарност и за театарот за соработката. И продолжуваме во 2026 со останатите културни образовни институции, така да влијаеме преку тој дел како клуб. Децата пишуваат домашни. Да, и мораш да им направиш некој баланс. Дефинитивно, да, дефинитивно. Мораш да им направиш баланс. Значи, ние треба да влијаеме и во општеството, не само во спортот. И како спорт, и како тренери, ја имаме таа општествена одговорност, каде што треба да ги насочиме луѓето да бидат општествено одговорни во се што прават, и во образование, и во работа, и на професионален план. Да, се обидам да го најдам сега, Милот, и сакав да го споделам ова што е куриозитет. Завршен курс за лиценциран тренер на Муај Тај, односно талански бокс, во рамки на Светската Муај Тај федерација. Тоа е некоја новина. Мартин? Кај мене Светската федерација Муај Тај датира од одамна, значи они се базирани во Тајланд. Тајландскиот бокс седиштето е таму? Да, потекнува од таму. Како Светска федерација имаат влијание и на европскиот континент, значи доста е развиен во последните 2-3 години тој спорт, Муај Тај. Како тренер од Македонија бев на курс за добивање светска лиценца за официјален тренер. Со таа лиценца можам да настапувам како тренер на наша репрезентација и на останати репрезентации. И услов за тоа беше да си дел од репрезентативен тим. Тоа што ти го имаш во биографијата? Да, јас тоа што го имам и во минатото како борец, а овој пат, благодарение на контактите преку спортот што ги имам, бев поканет од Српската Муај Тај федерација да бидам официјален нивни тренер на Европското првенство. И одлично поминавме, им благодарам и на нив за довербата. И нели тоа беше како одскочна даска и понатаму да се движи мојата кариера во помагање и на нашата репрезентација и на останати репрезентации во светот. Пред некој период кога читав за можеби ригидноста на нашиот образовен систем и така натаму, дека треба да бидеме агилни, да прифатиме некои поинакви можеби филозофии, да ги интегрираме во нашиот образовен систем, читав за едни неверојатни податоци за јапонската култура и нивниот образовен систем, кога велат практично дека момчињата и девојчињата во училиште до 4-то или 5-то деление учат за својот карактер, за емоциите.
а потоа теоретскиот дел кој што можеби некој од нив ќе си се нели позиционира на некоја конкретна дејност или занет која што ќе им биде нели нешто се вели љубов на душа. Верувам дека да не го минимизираме или постоењето на нашиот образовен систем, меѓутоа верувам дека сето тоа го возможуваме преку овие работи. Затоа што некој пат мора да одскокнеме од тоа што значи училиште, затоа што тука не ги учиме постојано работите на самодисциплина, контрола, карактер, што значи љубов, што значи самопочит, емпатија или што и да е. Така што верам дека тоа можеби се едни од главните темели на Титен Про. Познавајќи те можеби и како пријател, како човек, тоа ти е веројатно и можеби основна појдена точка да секој нов член кој што ќе дојде во Титен Про да го научиш, да си го спознае својот карактер и да биде можеби со прак на толеранција за сопарникот кој што можеби ќе се најде на рингот. Дека тоа не е непријател во животот. Така, да. Пред се, јас се трудам како тренер да ги научам и помладите, повозрастните членови да пронајдат љубовта во себе првично, па потоа да пружат на некој друг и да прифатат нивната љубов и почит и се што тој карактер чувствува и го има во себе. Јасно. И децата, особено децата, ги учиме да се почитуваат помеѓу себе. Не се они, иако е ова нели поединечен спорт, не значи дека они се ривали. Утре тоа дете може да му биде, тоа другарче може да го припрема него за борба, да му помогне, да му биде влагал како помошник тренер, да му кажува каде греши, каде да напредува и обратно. Така да се трудиме да створиме нови генерации, културни и паметни, кои ќе го водат ово општество во правец како што треба. И онаа спортска дисциплина многу помага и во професионалниот дел, како што кажав на почеток, и во сите животни стандарди, дисциплината е број еден во се. Да. Знаеш зашто, бидејќи дистракцијата е многу голема кај денешната популација, кај младите, многу лесно знае да речеме од импулсивност да направат погрешни чекори. Дефинитивно. Затоа што обсервираат, дигестираат секојдневно различни контенти од светот. Не збориме само локално и некој пат знаеш како опкружувањето те калеми, ти создава некакви рамки и така натаму. Таа причина верам дека ова е некаков ескепизам и бегство можеби од истите рамки. Се трудиме максимално да ги оттргнеме од секојдневните работи кои се случуваат околу нив. Успеваш? Да. Искрено, да. Барем тие час-два што ги посветуваш, верувам дека... Искрено, ние се трудиме да се доближиме до децава, и јас како тренер, да се доближам, еве сега да не биде нели само за децата дека збориме, до секој член, баш да се опушти, да си ја предаде енергијата на тренинг и после тоа да си биде опуштен и да оние предизвици кои му се во секојдневието по-реално и посмирено да ги прима. Јасно. Имавте посета на специјална единица Волци. Да. Како дел од спортско-едукативниот дел на клубот, освен да речеме овие културни збигнувања на кои што знаеш нели да ги однесеш, убаво е да ги запознаеш и со овој дел друг. Да. Максимално сум благодарен за оваа посета, морам да кажам, до Министерството за одбрана. Дали можеби овие се тие фотографии? Да, ова се фотографиите. При посета на специјалната единица Волци, јас како бивши припадник имав желба да ги однесам таму и презадоволни сме од пречекот таму, презадоволни сме од тоа што ни го овозможи Министерството и секако самата единица и припадниците кои тој работен ден го посветија само на нашите членови. И искрено се трудиме, разговараме и во посета да отидеме на уште една специјална единица, разговараме да ја посетиме и владата на Република Македонија, бидејќи минатата година бевме во собранието и сакаме да ги запознаеме со, да речам, државностите, да го сакат, да имаат национално чувство децата. И горделивост на меѓу. И горделивост, да се горди за тоа што го имаат, значи и да го почитуваат и преку тоа што ние ќе ги запознаеме со тоа, ќе им го покажеме најдоброто во државата, понатаму ќе си ја сакаат и цена државата. И нема да биде во овие генерации ние што ги учиме, за 10 години нема да биде тренд да си одат од државата, туку баш напротив ќе сакаат да останат тука зашто во детството го спознале квалитетот на нашето македонско општество. Јасно. Можеш ли да речеме да споделиш приказна за ученик кој што се развил од почетник во шампион барем во овие години на Титан Про и
се надевам дека вредностите кои што ги гради кикбоксот кај најмладите, дисциплина почти тимска работа, успеваат сето тоа да го најдат барем што се вели и преку еден тренинг. Дефинитивно. Верувам дека имаш мал милион приказни од Титан. Да, за мен на приказна ние отворивме 2020 година, 5 април, во населба Хиподром во училишната сала. Критичен период можеби за многу мина. Да, беше тогаш корона период, меѓутоа се потрудивме да ги запазиме сите критериуми и да почнеме. Мене лично ми беше предизвик да отвориме во тој момент клуб кога сите мислеа дека не треба да имаат спортски активности. Се запиша дете на истиот ден, на истиот датум. Моментално е асистент тренер. Во Титанпро? Да, во Титанпро. Значи еве тера веќе 5-та година. Асистент тренер, освои 3-то место на светски куп. Посветен дечко, можам да кажам, сега има 17 години и гради успешна приказна и се надевам дека еден ден ќе го води клубот многу подобро од мене и во најмала рака ќе има идеја и за отварање на негов можеби собствен клуб. Да, јас би бил пресреќен ако моето искуство што сум го пренал на него утре прерасне во некоја друга спортска институција, друг клуб за кикбокс. Зашто јас се трудам да ги канализираме луѓето понатаму да успеваат и самите, да не се приврзани на нас, дека нели да зависат од што велиш, од дека нели сме се запишале тука и мора сега тука да тренираме цел живот. Не, може и они да станат тренери, и они да станат успешни нели луѓе кои ќе ги образуваат останатите и ќе го шириме тоа. Значи тоа е мојата идеја во животот е да го пренесам она што го знам, бидејќи го зачувам за себе не сум успеал. Јасно. Знаеш како големината на уште 3 минути имаме? За 3 минути ќе направиме второ продолжение сигурно. Големината на мајсторот во случајот, како тебе покажува за широчината кога ќе биде горд на својот калфа или ученик во случајот. Дефинитивно. Така што верувам дека ова е само еден еклатантен пример. Само сосема некаде за крај, кои се главни разлики кои што ги гледаш помеѓу тренингот и кикбоксот и муај тај, особено во развојот на дисциплина, кондиција и фокус, да речеме, као вие млади спортисти? Дисциплина, фокус, мотивација се во двата сегменти тука присутни, да, вклучени. Само е различен дел оној техничкиот момент каде што во техниката на муај тај имаме дополнителни удари со лак, со колено, малце поризични да речам, а кикбоксот е да речам посмирен спорт. Муај тај иде повеќе на напад, во кикбоксот имаме поголема стабилност, темпото е поразлично. Меѓутоа, тука тие се сегмент, столбот на боречките вештини се тие. Се тие карактеристики. Сосема за крај, каква ќе биде календарска годината покрај ова државно првенство? Јас ветувам дека следното ние ќе го направам во добри 20 на минути, половина час кај вас во клубот. Тоа би било многу поубаво да се екранизира. Меѓутоа е чисто по ова државно првенство. По ова државно првенство имаме посета на една приватна македонска институција, имаме посета на државна институција и понатаму учество на уште 2-3 меѓународни надпревари, каде што сакаме оваа година малце тие најмладите дечиња да ги пуштиме и на интернационално првенство, да ја направат разликата, бидејќи капацитетот во интернационалните првенства е малце поголем, зборам со борци, во категорија ако во Македонија има 8 деца, таму ќе има 21 дете и тензичноста е поголема, да е поприсутна. Да. Ама се развиваме најнапред во едукативен дел, децата, она што го кажав, екскурзии, образование и спорт. Сите три во едно ќе биде перфектно. Остани да бидеш бастионот, пак ќе кажам, на оваа култура и на некој начин спортска филозофија која што имаш и ти лично, а и целата екипа и самиот Титанпро клуб, ќе ги поканиме сите да бидат дел од може државното првенство. Дефинитивно, да. На 1 март во Скопје, спортски центар Борис Трајковски, рано наутро. Јане Сандански, пардон. Да. Рано наутро започнува. Во 11 часот официјалниот почеток ги покануваме сите и една порака до сите ваши гледачи и до сите отпосте што ќе не гледаат. Бидете добри луѓе, нека се занимаваат со спорт
помагајте на тој што може да му се помогне и примете советот некој попаметен од вас. Не би додал ништо. За сето ова може нели слободно да појдат во Титан Про да го искусат. Тука сме, ние го имаат нашиот контакт и уште еднаш ти благодарам за можноста секогаш. Секогаш е малку време, меѓутоа тука сме да го следиме скалилото на успехот на Мартин. Наградата за джез композиција потик за панатамашна работа со Гордан Спасовски, следното издание на Култ Култура со нашиот колега Сопте Трајков.